Isus reče: Ako nekoj dojde pri mene i nego zamrazi svoje tatko, svojata majka, decata, svojite braća i sestri, a i svojata duša, ne može da bide moj učenik. Evanđelje spored Luka, 14. glava, 26. stih. Почитувани слушатели, вистинското христијанство е целосно предавање на Господ Исус Христос. Нашиот Спасител не бара некој што ќе му ги посветат своите слободни активности или своите секојдневни одмори или оние години кога ќе бидат пензионери. Тој ги бара сите оние кои ќе му го дадат првото место во нивниот живот. Тој ги бара, како што и секогаш ги барал, не мноштво луѓе, иако тој сака сите да се спасат. Туку, тој бара поединци кои ќе бидат спремни да го следат верно дури до смрт. Не може ништо да биде повредно од жртвата на Голгота, а тоа безусловно бара и целосно предавање во неговите раце. Љубовта не може да се задоволи од нешто што е поневредно од нашите души. Нашиот живот и се што е наше му припаѓа на Бог. Како прво, целосна љубов кон Господ. Како што цитирав, ако некој дојде при мене и не го замрази својот татко, својата мајка, децата, своите браќа и сестри, а и својата душа, не може да биде мој ученик. Тоа не значи дека треба да бидеме непријателски расположени или зловолни кон нашите најблиски. Но тоа значи дека нашата љубов кон Христос треба да биде толку голема што, кога ќе ја споредиме со нашите најблиски, да биде изнад се. Ако не сме спремни да го предадеме животот свој за Христос, не треба да се фалиме дека сме добри христијани. Одрекување од себе си. Ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си. Евангелие според Матеј, 16 глава, 24 стих. Одрекување од себе си не подразбира одрекување од себе си. Туку, тоа е одрекување од уживање на телото, кое не ни дозволува да му служиме на Господ Исус Христос. Тоа значи да го присвоиш господството на Исус и да се ставиш на Негово располагање во се. Твоето и моето јас да нема никакво право и власт, како што рекол Метју Хенри. Господе, нека ја загубам својата волја и нека се сплотам со Твојата во се. Мој славен победнику, божествен принцу, земи ги моите бедни раце во своите. Мојата волја ти припаѓа тебе, среќен вазел сум јас на Твојата круна. Изборот на крстот. Ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си и нека го земе својот крст. Евангелие според Матеј, 16 глава, 24 стих. Значи, крстот не е некоја физичка слабост или некое душевно страдање. Крстот е еден пат, и тоа избран пат, со знаење и доброволно. Тој пат е презрен, обесчестен од овој свет. Крстот подразбира срам и носење навреди, што овој свет ги истура врз Божиот Син и врз сите негови следбеници. Секој може да го избегне овој срам ако се сообличува според начинот и животот на овој свет. И затоа апостол Јован пишува: ако некој го сака светот, во него нема Божја љубов. Следење на Христос. Ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си, нека го земе својот крст и нека ме следи. За да го разбереме ова, треба да се прашаме: по што се карактеризираше животот на Исус Христос? Неговиот живот беше потполно предавање и подчинување на Божјата волја. Тој живееше според силата на Светиот Дух.
се жртвуваше за другите и им служеше. Живот со трпение и страдање од неправедни луѓе. Живот со ревност и контрола, кротост и благост, верност и предаденост. Тоа беше животот на Исус, согласно плодовите што се запишани во писмото до Галатјаните 5 глава 22 и 23 стих, запишани од апостол Павле преку водството на Светиот Дух. За да сме исти со неговиот живот, треба да живееме како што живееше тој и да ги покажеме плодовите во секојдневниот живот кои произлегуваат од Духот. Љубов. Исус рече: по тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици ако имате љубов помеѓу себе. Евангелие според Јован, 13 глава, 35 стих. Тоа е љубов која ги надминува нашите себични желби и се дава несебична љубов на сите. Љубовта покрива многу гревови. Таа љубов е трпелива и милостива. Не се гордее и не се вообразува. Не е безобразна и не се предизвикува од злото. Љубовта не мисли на зло, туку на секое добро. Верува на се и на се надева. Без оваа љубов, Христовиот ученик би бил, како што некој рекол, смрзнат испосник. Љубовта е топлина која ги загрева смрзнатите срца и го прави човекот благороден и среќен. Без љубов нема и живот. Да бидеме постојани во Божиот збор. Исус понатаму вели: ако пребивате во мојот збор, навистина сте мои ученици. Евангелие според Јован, 8 глава, 31 стих. Да се биде постојан е основа да се биде Христов ученик. Добро е кога се започнува добро, но треба да се издржи до крај. Тој што се загледува назад, откако ја ставил раката на рачката од ралото, не е достоен за Божјото царство. Повремено предавање на Библијата не е добра основа. Христос бара предадени мажи и жени со полна почит на сите негови заповеди, под водство на Светиот Дух. Има една песна која вели вака: зачувајме да не се вратам назад, на рачката од ралото солзи капат, моите острици се затапени и недобри, о Боже мој, зачувајме да не се вратам назад. И на самиот крај, одрекување од сите нешта. Исус вели: кој не се одрече од се што има, не може да биде мој ученик. Овој стих изгледа дека е најнезгоден кога се чита и кога им го рекол тоа на неговите ученици. Врвните теолози ќе најдат 1000 причини да ве убедат дека тоа не се сваќа буквално, туку дека има некое друго значење. Но Господ Исус знаел што им рекол и зошто го рекол тоа. Што значи тоа да се откажеш од се што имаш? Тоа значи да се откажеш од сите материјални добивки кои не се апсолутни за ширење на Евангелието. Човекот што ќе се одрече од се, не се претворува во неразумен и несоодветен во своето однесување. Тој ќе работи за да го осигури своето семејство и ќе има своја лична екзистенција. Всушност, Христос сака да не зачува од прекумерна грижа за земните работи. Тој сака да бидеме умерени во собирањето богатство и секогаш да сме свесни дека ништо не е наше кога го имаме во рацете. На Господ Исус Христос нека му е слава и чест во сите векови. Амин.